Катица Јанева не чувствува вина за рекет, иако во разговорите објавени од Лаверита се слуша како му ветуваше Норце Камчев, осомничен во случајот Империја на СЈО, дека се ќе биде во ред. Второ, обвинетата во овој случај, изнесувајќи својата одбрана, кажа дека Камчев на стартот воопшто и не бил таргет во Империја, а станал откако ги слушнал разговорите, некако што ги нарече двете миленички на бизнисменот и тие го издале. Тврди, ниту земала, ниту барала пари од него, а одлуката за ублажување на мерката притвор ја донел судот, таа само дала мислење. Како и на речиси сите претходни рочишта и на ова повторно имаше вербални кошкања меѓу обвинителката Вилма Русковска и обвинетите. Јанева во судница ја праша Русковска дали таа ќе одговара за злоупотреба на службената положба, затоа што 2 месеци по апсењето за рекет на Зоран Милевски Кичеец, мерката притвор му беше заменета со куќен притвор, а сега и таа мерка му е укината, иако Кичеец е осуден на казна затвор од 3 години. Русковски истакна дека има снимка на која се гледа како Јанева прима пари од Јовановски. Таа ги отфрли обвинувањата дека предметот се темели само на еден исказ. Таков срам со своето однесување ни нанесе како обвинителство Катица Јанева и веќе може да се каже дека постои од моја страна и од страна на другите колеги антагонизам према нејзе. Поранешната колешка примила пари 50.000 евро од Бојан Јовановски, што апсолутно е недозволиво за било кој обвинител. Адвокатите на Јанева сметаат дека таа мора да добие ослободителна пресуда, бидејќи немало никакви докази за како што велат овој монтиран кривичен процес. Обвинителството нема апсолутно никакви докази во врска со Катица Јанева и ние очекуваме единствено и само ослободителна пресуда. Јанева пред судот зборуваше и за односот со Боки 13, вели со него никогаш не разговарале за предметите на СЈО, а нивното дружење почнало спонтано и како што рече, немало ништо невообичаено да се дружи со помлади, со оглед на тоа што сите во СЈО биле млади. Инаку овој случај дојде пред самиот крај. Завршните зборови за рекет се закажани за 19 и 20 мај, пошто следува пресуда.